Наместо диалог и суштинско решение, вработените во Македонски железници АД Транспорт се соочуваат со притисоци. 19 вработени биле суспендирани по состанокот на управниот одбор на предпријатието со владата. Власта се одлучила за овој потек зашто не можеле да најдат решение за проблемот за машиновозачите, обелодени од Конфедерацијата на слободни синдикати. Оттаму велат дека суспензијата била репресивна мерка како одговор на основните барања кои ги имаат вработените, исплата на целосна плата и подобри услови за работа. Наводно, по разговори со владата, не може да најдат решение за железници и наредба добиле да употребат репресивни мерки. Ако мислат со репресивни мерки дека ќе ги скрши некој железничарите, јас сум кажал на неколку пати тоа е невозможно. Железничарите со притисок не успел никој да ги скрши. Тоа е како на оган да додавате бензин. Лошо влијаеле на колегите, затоа се суспендирани, стои во решението кое се испраќа до вработените на домашна адреса. Од синдикатот бараат подитно да се седне на диалог, во спротивно ќе преземат порадикални мерки како протести или блокади. Ќе ви известиме благовремено, зашто не е ова само во железница. Има големо незадоволство и во образование, во здравство, полицијата, сите синдикати, управата за водење на матични книги, пензионерите, гледате што се случува со законот за стечај, ќе ги повикаме сите незадоволници. Поготово ова што се случува сега во здравство, ако е вистина, тоа веќе ги поминува сите граници. Не може некој под притисок својата неспособност да ја докажува. Македонски железници во очајна состојба, посочува Ристовски. На располагање има само 2 локомотиви. Работниците сакаат да работат, но немаат добри услови и средства за работа. Бојкотот на машиновозачите е поради тоа што бараат да им биде исплатена втората половина на јулската плата, зголемување на коефициентот на сложеност по кој се пресметуваат платите и обезбедување на неопходни услови за безбедна работа.